Dobar den, kavadarci, pozdrav Makedonija. 78% elitata koja ja vodi v obvezna 32 godini Makedonija si zede za pravo da ni se smeje v lice. 78%. Zarem ne im se dovoljni nivnite kriminali, nivni odgrabež, nivnite nečesni zdelki. 78% grabež od narodot, a narodot umira vo niski plati, niski penziji, ne mu stignula do krajot na mesecot, si go pokaže pravото lice. Неправдата стигна и до Бога, и на Бога не му се мили, и Бог ги слуша нашите неправди, нашите лелеци, нашето плачење, нашата болка. 32 години криминал, корупција, неправда. Па каде оди оваа држава? Оди со 200 километри на сат кон бездна. СДС, ДПНЕ и ДУИ владеат автохтоно, владеат едноумно, владеат како диктатори. ДУИ е 20 години постојано во власта, овие две други партии неизменично се менуваат. Зошто е тоа така? Затоа што македонскиот народ е мирен и трпелив, затоа што трпи до болка. Направија систем кој не може никој да го пробие, систем на владење преку фалсификувани избори, без една изборна единица со отворени листи. Ги фалсификуваат сите избори. Не му даваат на оние партии кои не се досега во власта како опозиција рамноправно да учествуваат во изборниот процес, бидејќи сите пари кои ги дава парламентот за избори припаѓаат на СДС, ДПНЕ и ДУИ. Нема фер избори. Постојано пред избори еден месец ќе ги сполувават граѓаните со лаги, со ветувања. Не им даваат рамноправен пристап на останатите партии, ниту финансиски, ниту медиумски. Тука е првиот клjuč на кражбата на изборите. Без фер избори нема одење напред. Тие не ја даваат власта, не сакаат со убо да ја дадат власта. Целиот систем е поставен на лаги, крадење и убиства. Лажат постојано. Кога ќе отворат устата од нивната уста, излегува лажни зборови, лажни ветувања. Го држат во заблуда народот. Не држат сите нас. Ние од народот, ако не зборуваме и камењата, ќе проспорат на ова неправда. Крадат. Крадат и се што може да им стигне до нивната рака. Да можат и душата да ни ја украдат. Убиваат. Не убиваат секој ден. Вршат геноцид. Македонија е изгазена од геноцид. Геноцид преку криминалната приватизација, од која изумреа, се разболија многу луѓе. Геноцид од немојта да се заработи. Геноцид од иселувањето на младите и оние што можат да се иселат. Македонија тони во бела смрт. Каде е неправдата? Неправдата е во судството и обвинителството. Крупните криминалци се на слобода. Со нивниот украден капитал можат да го купат секој судија. Судството и обвинителството имаат само 3 до 4% доверба. И тоа оди кон нула. Тие ако имат образ треба да си дадат оставка, бидејќи народот ќе дојде еден ден, ќе ги изгази и ќе ги запали. Кон нивните домови, кон тоа одиме, кон хаос одиме. Тие не се свесни. Здравството, со ковидот се виде каква инквизиција се случува во здравството. Болниците не личат на болници.
личат повеќе на кочини. Образованието и просветата ја прават неморална. Младите да се разочараат, да немат никаква писменост, да не знаат што е лево, што е десно. Антикорупцијската комисија ништо не превзема, бидејќи е восстановена од нив, од елитата, која се некаде околу 100 криминалци робовладетели и нивните слуги од околу 15 до 20.000 на кои им фрлаат трошки, за да можат да одат на одмор во Грција, за да можат да одат на шопинг. Сето тоа ни дава за право, ние од народот, преку оваа партија да излеземе и да го кажеме на својот глас. Народот е премногу гневен, корупцијата е премногу голема. Ние сме една од најкорумпираните и најкриминални држави во светот. Тоа е и причината што не можеме да влеземе во Европската унија. Тоа е и причината што не е направена лустрација на оние кои од старата власт ставија нови униформи и се представија како да се демократи. Тие не се воопшто демократи. Тие се најобични психопати, криминалци и злосторници. Тие се полни луѓе со полна психа, со полно однесување и сакаат сите нас да не заразат. Јас би рекол уште ова со порака до Бога. Господи, благослови ја Македонија и прошири ги незините меѓи. Твојата рака да биде врз неа и да ја заштити од секое зло. Амин.